За пофалба е поставувањето на неколку драми од македонски автори, со што конечно може да се види и дел од идејата за етаблирање на домашната драма. Со овој избор на представи, имајќи предвид тековната ситуација со театарските сцени во Прилеп, а во контекст на мојата 4-годишна програма Враќање дома, се обидов да ја раскажам актуелната приказна на современиот македонски театар. Таа приказна покажува како се однесува човекот во општеството и како тој човек е одговорен за текот на самото општество. Во сите овие 9 представи на официјалната селекција, човекот и општеството, нисмелата и или насмејана визура е насловот на селекцијата со цел тематски да се позиционираат избраните представи. Сакам да нагласам дека во овој издание на фестивалот може да се препознат и повеќе доминантни музички креации, кои тоа како треба да бидат акцентирани, наградени и валоризирани. Фестивалот ќе се одржува во Цепенков, тука ќе биде наскоро ќе објавиме целосната програма според сцените каде што ќе се игра представите и која представа ќе отвори. Во тек сме бараме, како што знаете, секогаш плюс алтернативни простори, значи сите односи кон сцените и просторите ќе ги објавиме со комплетната програма. Алтернативни простори, значи подразбира како и минатите години, дел од представите ќе се играат во некои од кафичите, како што ни се пријатели на фестивалот, некои истражуваме нов простор. Сега затоа ви велам, денес чекам да ги добијам рајдер листите од театрите за да можеме да видиме каде тоа ќе биде најдобро за изведување. Прилеп во фокус. Да, таа изложба ќе отвориме на 7 јуни, тоа знам, тоа е во сабота. Ќе биде така наречен музеј во движење, ќе биде направена мапа на сите пријатели на фестивалот на кои што ќе бидат поставени артефакти од тројцата автори кои што ги напоменав претходно, значи Кирил Ристовски, нашиот долгогодишен директор на фестивалот, актер и режисер, Благоје Спирковски Џумерко и Благоје Ристевски Платнар. Ќе тргнеме по патека која што ќе почнеме од предградскиот сад. Таму ќе биде проектирана представата Арсени, која што е дело на Платнар, игра двајцата и Кире и Џумерко, и попатно ќе ги поминеме сите пријатели каде што ќе бидат поставени тие артефакти и завршуваме во градската библиотека каде што ќе бидат поставени артефактите поврзани со Платнарот, бидејќи таму се неговото семејство ни отстапи една многу завидна ретка збирка на сите ракописи на драмите, на сето она што го работел, на сето тоа што било дел од неговиот долгогодишен ангажман. Се разбира дека артефактите се собрани, сега се каталогизираат и ќе бидат поставени. Таа изложба ќе трае додека трае фестивалот.